гледате вестите на Сител. Во студиото со вас Мирјана Давидовска. Добро утро, благодарам што не следите. Нападите меѓу Израел и Иран продолжуваат. Утрово над небото на Израел се забележани пресретнувања на голем број ракети, додека војската соопшти дека работи на неутрализирање на заканите. Иран негираше дека учествувал во какви било преговори со САД, откако председателот Доналд Трамп вчера одлучи да одложи заканата за бомбардирање на иранската електрична мрежа, велики дека имале продуктивни разговори со режимот на Техеран. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен повика на преговори со Иран, ги осуди нападите врз цивили и комерцијални бродови и рече дека затворањето на Ормудскиот теснец е неприфатливо. Фон дер Лајен не ги осуди постапките на САД и Израел со кои почна војната. На заедничката пресконференција со австралискиот премиер Ентони Албанезе во Канбера таа порача дека ситуацијата е критична за снабдување со енергија ширум светот. I'm deeply concerned about the conflict. Iran has to cease immediately its threats, laying of mines, drones and missile attacks and other attempts to block the strait to commercial shipping. The recent attacks by Iran on unarmed commercial vessels in the Gulf, attacks on civilian infrastructure, including oil and gas installations, and the de facto closure of the Strait of Hormuz by Iranian forces is unacceptable and must be condemned. I also want to emphasize that freedom of navigation is a fundamental principle of international law. We think that it is time to go to the negotiation table and to end the hostilities. The situation is critical for the energy supplies worldwide. We all feel the knock-on effects on gas and oil prices, our businesses and our societies. But it is of utmost importance that we come to a solution that is negotiated and this puts an end to the hostilities that we see in the Middle East. Русија во текот на ноќта лансираше дронови и ракети кон Украина, при што загинаа најмалку 3 лица, оштетени се куќи и предизвикани се пожари, соопшти украинските официјални лица. Едно лице загина, а 5 се повредени во нападот врз Запорожје, објави регионалниот гувернер на апликацијата Телеграм. 6 станбени згради и 2 приватни куќи, продавница, нестанбени објекти, објекти на индустријска инфраструктура во Запорожје беа исто така оштетени. 2 лица загинаа, 11 се повредени во напад во источниот регион Полтава, изјави регионалниот гувернер. Од полноќ дизелот во Македонија поскапе за 3,5 денари, додека бензините засега остануваат со иста цена. Регулаторната комисија ги утврди новите максимални цени по владината одлука ДДВ-то за горивата привремено да се намали од 18 на 10%. Владата најавува и дополнителни мерки за стабилизација на пазарот. Регулаторната комисија пресече. БС 95 ќе се точи по 86,5 денари, 98-цата по 88,5, додека дизелот ќе стигне до 95,5 денари за литар. Ова се максимални цени, што значи трговците може да одредат и пониски цени од утврдените. Министерката за енергетика прави напори да се зголеми попустот од 2 денари што го добиваат компаниите и на тој начин дополнително да се намалат цените што ги плаќаат граѓаните. Новите цени регулаторна ги пресмета откако владата вчера на вонредна седница реши да го спушти ДДВ-то за горивата од 18 на 10%. Да не беше оваа одлука, бензините ќе беа поскапи за 6,5 денари, а дизелот дури за 10,5 и ќе надминеше 100. Регулаторната комисија денеска го измени правилникот за формирање на цените. Сега во случај да се смена даноците или таксите што се вклучени во пресметката, ќе може да се носат вонредни одлуки за цените без да се чека редовна седница. Во меѓувреме, денеска стапи во сила кризната состојба на територија на цела држава во период од 30 дена. Ние сме една од ретките влади во Европа, можеби има уште една или 2 влади, кои што директно од буџетот поддржуваат стандардот на граѓаните и така и ќе продолжиме, бидејќи за нас представува најголем интерес и приоритет да го поддржуваме стандардот на граѓаните. Тоа е и целта на една народна влада, каква што пледира да биде оваа влада. Така што имаме уште неколку чекори, уште неколку мерки, но внимателно ја следиме ситуацијата. Граѓаните и бизнисот треба да бидат спокојни.
Во овој момент имаме предизвици, ќе има предизвици, но електроенергетската состојба во државата е исклучително стабилна, но исто така и снабдувањето со нафта и нафтени деривати е исклучително стабилно. Мартин Арсов, Сител телевизија. Премиерот Христијан Мицкоски денеска ќе присуствува и ќе се обрати на меѓународната конференција на високо ниво на тема Централното банкарство во услови на постојани светски промени, поттикнување стабилност, иновации и издржливост во организација на Народната банка. На оваа конференција ќе присуствуваат високи представници од домашните институции, меѓународни финансиски организации и гувернери на централни банки. Овој собир е од исклучително значење за земјата, бидејќи представува платформа за координација меѓу монетарните и фискалните власти во насока на зачувување на јавната доверба и стабилноста на цените. Многу повеќе од овој настан ќе погледнете во вестите точно напладне. Предвидливо и достоинствено решение на спорот со Бугарија кое ќе обезбеди гаранции за Македонија. Ова било во фокусот на вчерашната средба Муцунски Коз во Брисел, но министерот за надворешни сепак вели детали во јавноста нема да откриваат додека не добијат конкретен предлог за да не се наруши процесот. Муцунски е во дводневна посета во Брисел заедно со министерот за земјоделие. Државата е пофалена за конструктивните чекори што ги има превземено во делот на имплементација на реформската агенда. Навистина тука се издвојуваме и од другите земји кандидати во последните месеци после локалните избори. Сме земја со целосно согласена заедничка надворешна и безбедносна политика, па дури и во стратешката определба одиме и надвор од рамките во позитивен контекст во делот на заедничката надворешна и безбедносна политика. Имаме предизвик со Бугарија за кој што треба да работиме да најдеме решение, но на достоинствен начин во рамките на чекорите што ги презема владата. Следното информативно издание е точно напладне. Ви посакувам пријатен ден.